И случајно ни јавуваат по 4 месеци, голема радост, еве ни го враќаат, жив, здрав. Имав чест да соопштам на семејството што се случило, таква радост неам видено. Најголем број од исчезнатите лица се пронаоѓаат во рокот 24 часа по примена пријава за нивно исчезнување. Полицијата не смее да чека 24 часа до распишување на потрагата, него тој период мора да се намали драстично. Ристо, Лидија, Марк, Петар, Марија. Ова се само дел од 70-тината луѓе кои се на листата на МВР за исчезнати. Некои се таму со години. Например, по Веле Дојчиновски се трага повеќе од 3 децении. Други пак, кога исчезнале биле деца, а сега треба да се полнолетни. Нивното пронаоѓање е предизвик за полицијата, но додека се случи тоа, семејствата живеат во неизвестност и поминуваат низ вистинска голгота, во очекување на вест која што ќе ја намали нивната болка и ќе донесе завршница на случајот. Еден таков пример е Александар Митковски од кумановското село Режановци, по кого се трагало 4 месеци. Олеснителна околност било тоа што се знаело дека ја поминал границата со Србија. Годишниот Александар од Кумановско Режановце исчезнува на 18 јули. Последен пат го виделе млади луѓе кои таа летна ноќ биле во дворот на локалното училиште, кога рекол дека ќе оди во Бујановац. Од тогаш му се губи трага и почнува голготата на неговата фамилија. Го бараат неговиот војко и чичко како најблиска рода. Кога пријавуваме полиција, чекаме 20 сата резултати с докази дека отиде на граница, дека такси компанијата имам вртено 10 пати, со шофер разговарам дека го оставил на граница. Кога кажа дека утре со новинари ќе дојдам, јас си направив, сакав да вртам компанија, ови река авија телевизија, да дојде, зошто кога ти преку граница отвориш билтер, ќе видиш кој кого е поминат. Ти кажувам дека у 1 час се качил, дека у 1,5 е таму, ти ќе бараш од 1 натаму и ќе установиш кога е поминат. И му кажувам на ужвојко му Цецко, така, вика. Добро, вика, ја ќе маам работа, тој некој си инспектор дека. И кога у 11:05 дали, у 5 до 11 јавуват по полиција, кога ви кажа, има поминато граница пешки. Со лична карта има поминато. Значи, во Србија. Александар имал психичка болест, но се лекувал и бил на терапија, што му возможувала да функционира. Сепак, состојбата му се влошила по смртта на неговите родители. Тие што се надлежни били за барање на исчезнати лица знаат диагноза. Значи шизофренија, болест, значи неурачунливост и работе, може се и се што да биде. Ниеден од полиција не дојде во неговиот дом да праша комши, роднини, деца кои се го виделе кога ја напуштил, кога се качил во такси. Значи не е било едно дете. Требала полиција, ако работи професионално, треба да дојде. Другари, така, што е било садар, што е правил, како е отишол. Значи ти треба да собереш подаци од луѓе и да имаш успешна постапка. Александар беше прво машко дете во фамилијата и наша најголема радост, раскажува неговиот војко Светислав, кој се присети на моментот кога ја добиле веста дека Александар е пронајден жив. И случајно ни јавуваат по 4 месеци, голема радост, еве ни го враќаат, жив, здрав, едно друго, и полека он затворен, не сака да комуницира што, како, али тихо, да не кажам, полицајски испитување, каде беше, што беше, и ми кажуваше многу тежок живот. Оти спиел по клупи, најповеќе бил стациониран во Ниш, ми кажуваше на Косово бил. Јас се чудам како сега Интерпол има потерница, он еднашка или 2 пати на Косово. Викам како со лична карта. Што сакам да кажам сега? Значи никој не води грижа за никого ако не го снајде некој нешто си. Во месеците, кога го немало Александар, неговата фамилија живеела во страв и неизвестност. Лошите мисли оделе дотаму дека тој може би е жртва на трговија со органи. За среќа, тоа не било случај. По неговото враќање во земјава, Александар е однесен во психијатриската болница во Бардовци. Во несреќа и среќа
што премрзнат бил, он заден пат не сакаше тоа да каже, него кога однесовме во Бардовци на психијатрија, таму на докторот му кажа, оти бил смрзнат и он ми кажа дека бил сместен во болница во Ниш, во прибавалиште или не знам, бидејќи со него не може да се разговара. Он на моменти нешто каже, нешто се крие едно и друго. Ние се израдувавме кога го наште, значи сместен во установа и го депортираат српска полиција кај нас. И веднаш одговорното лице што е Синиша ни јавува така и така, дојдете, но за жал не ни дадоа никаков записник или нешто, таа процедура, како, на кој начин, што, зашто. Утре да побараме уште некои работи што захтеваат. Еве, например, он е ставен на милост и немилост. Татко му имаше пензија, мајка му имаше пензија, на 2-3 пати одиме, не третираат како луѓе. Со случајот е запознат и универзитетскиот професор и експерт по безбедност Владимир Пивоваров, кој порано беше прв човек на военото разузнавање. Многу сум радосен, пошто тоа е дете од мои пријатели, кој е пронајдено живо, здраво и е вратено во државата и сега е со семејството. Не можам да го опишам моментот кога случајно бев во дружба со инспекторот кој работеше случајот, кога дојавија дека лицето е пронајдено во соседна држава. Имав чест да соопштам на семејството што се случило, таква радост не ја виден. И вујкото Светислав и чичкото Станимир велат дека ќе направат се што е во нивна моќ да се грижат за Александар, но апелираат државата да му помогне за повторно да застане на нозе. Министерството за внатрешни работи има издадено препораки за начинот како треба да се постапи во случај на исчезнато лице. Ако некој лице исчезне, контактирајте ги сите кои би можеле да го знаат местото на престој на исчезнатото лице. Соработувајте со полицијата. Дајте ги сите информации за пријателите и роднините на исчезнатото лице, местата кои често ги посетува, здравствената состојба или начинот на однесување во блиското минато. Споделете ги размислувањата на исчезнатото лице и неговите или нејзините идни планови. Не сокривајте информации од полицијата. Бидете достапни, обезбедете фотографија и дозволете и на полицијата да ја сподели со јавноста. Обратете се во најблиската полициска станица. Полициски службеник или инспектор ќе ги земе сите потребни податоци. Водете грижа за лицата кои имаат здравствени проблеми и страдаат од болести заради кои ја губат способноста за осознавање. Не ги оставајте без придружба и надзор. По пријава за исчезнато лице, Министерството за внатрешни работи веднаш постапува. Во зависност од информациите со кои располагаме за причините за исчезнувањето, местото на исчезнување, неговото движење, дали лицето имало намера да ја напушти државата и така натаму, се распишува локална или централна објава, а по потреба и меѓународна објава за потрага по исчезнатото лице. Семејството има клучна улога во делот на споделување на корисни информации за лоцирање на лицето. Најважно е навремено да се разменат сите информации со полицијата, со цел потрагата по лицето да се води во вистинска насока. Најголем број од исчезнатите лица се пронаоѓаат во рокот 24 часа по примена пријава за нивно исчезнување, но останува помал број за кои потрагата продолжува и по повеќе години. Експерти укажуваат дека мора да се намали времето на распишување на потрагата по исчезнато лице. Поранешниот началник во МВР, Љубомир Ѓурчевски, смета дека на овој начин значително ќе се подобри ефикасноста на постапките и ќе има подобар успех во пронаоѓање на исчезнатите. И јас сум еден од поборците кој што кажувам дека полицијата не сме да чека 24 часа до распишување на потрагата, него тој период мора да се намали драстично и да се извршат измени на правилникот за вршење на работите од областа на јавната безбедност, кај што се потражната дејност, значи членовите за потраги, каде што треба да
се намали тоа драстично, за да можат полициските службеници нели да преземаат побрзи и поефикасни действија, затоа што кај ова действие, потрагите по лица и предмети, многу е битна брзината, методот на брзина и за ефикасно расветлување на настанот. Полицијата, значи, во првите 24 часа што правите од приемот на пријавата? Ја примат пријавата и преку системот за врски ги известуваат полициските службеници на терен, но се уште званично не распишуваат локална потерница, што викаме, за територијата на Република Македонија, каде што треба да биде даден личниот опис, действијата, сето она што претходно го зборев, нели, здравствената состојба на лицето, други елементи, евентуална жртва на криминални дела и така натака, семејното насилство и сите тие работи, тие се многу битни и затоа е многу битно полицијата да направи измени, тоа пошто правилниците ги носи, нели, министерот, да се направат измени во правилникот за вршење на работите од областа на јавната безбедност, каде што во делот на потражната дејност, значи тоа е потрага по лица и предмети, ќе се намали кај лицата, наместо да се чека 24 часа, ќе се намали на 6 сата, може би на 2-3 сата, кој што се доволно време, нели, да се сочини тој записник, да се изврши првичниот разговор со семејството, со сите оние, за да може перманентно на лицата на терен, односно на полициските службеници на терен, да им се доставуваат известувања за какво лице станува збор. Во потрагата по исчезнати, првите неколку часови се клучни за исходот од постапката. Како одминува времето, така потрагата станува се потешка и потешка. Случајот се лади и може со години да остане отворен, а се менува физиономијата на лицето, се намалува и бројот на информации. Најважно во сето ова е факторот време. Од моментот на пријавувањето, дали е изминат подолг временски период откако е исчезнато лицето, затоа што секојаш времето е на штета на пронаоѓање на лицето. Во вакви ситуации, значи, имаме дали тоа проценката на оперативецот е, дали ќе биде распишена потерница локална, дали ќе биде распишена државна потерница или пак меѓународна потерница. Многу често се случува ваквите лица да ја напуштат територијата на нашата земја. Има еден многу важен момент во ваквите обсежни потраги, затоа што може да заврши у некоја четврта, пета земја, меѓутоа оваа соработка меѓународна е таа која ќе може да, доколку нормално лицето минува на легални гранични предели и е евидентирано во нивните бази на податоци, многу полесно ќе биде неговото движење. Многу битно е описот на таквото лице. Квалитетен опис е многу добар за почетната истрага. Потоа се она со што располага лицето, дали се тоа финансиски средства, кои предмети користи, кои возила користи, дали и возила се исчезнати заедно со него, мобилен телефон, броеви на мобилни телефони, се она што го обкружувало лицето додека живеел нормално во својата средина, со кого комуницира дома, во странство, затоа што прават колегите полициски службеници прават проценка дали и каде тие ќе може да ја спроведат истрагата, во кој правец би се движела истрагата, за полесно да дојдат до лицето. Потрагата по исчезнатото лице трае до негово пронаоѓање, односно до пронаоѓање на телото, делови од телото и истата не се затвара се додека не се потврди со ДНК материјал дека се работи за пријавеното исчезнато лице. Министерството не може да ја прекини потрагата се додека не пронајди цврст материјален доказ што се случува со лицето. Дали е тоа со променет идентитет, некаде живеат на друга адреса во светот, заради грабнување, дали негова злоупотреба во делот на оние, ја што викам, трговија со луѓе, проституција и така натака, регрутирање, дали тоа лице е навлезено во некоја организирана криминална група и така натака, или, она најтешката форма, да пронајдиме соодветни делови од човечко тело, па врз основа на ДНК анализи да докажеме дека лицето
е ликвидирано, убиено, починато и така натака, но без материјален доказ ние не можеме на семејството, Министерството за внатрешни работи да му каже, па знаете што, вие не се надевајте од него, мртов е. Не можеме ние да без да пронајдиме тело, ние такво нешто немаме право и немаме такво овластување, значи да онадиме и затоа тие потраги ние ги викаме живи потраги и тие вечито ќе траат. Вие гледајте, српската полиција малтене околу Чача, со грабнувањето на тоа девојче, исчезнувањето, значи преора огромен терен, го прекопаа малтене, но тело не најдоа и сега сите стојат и многу тешко ќе бидат на истрагата и во судската постапка да се докаже дека имаме монструозно убиство врз малата со оглед дека го немаме телото. Не разбирате, друг е проблемот како овде кај нас. Ние ги пронајдовме телата и сега знаеме дека тие се убиени и викаме кривично дело убиство, монструозно кривично дело за кое што нели сите сме згрозени, но како викаме, да, но бараме да се изведат точни материјални докази за да сторителите на тоа монструозно кривично дело да бидат правично осудени. Во земјава веќе известно време функционира системот за рано предупредување за исчезнати деца Најдиме по примерот на алатката Амбер Алерт. Иако првично наменет за деца, се објавуваат информации за возрастни. Проектот го спроведува Сдруженијето Новинари за човекови права, кое тесно соработува со МВР. Информациите се проверуваат, објавуваат и споделуваат за веста за исчезнатото лице, да стигне до што е можно поголем број луѓе. Освен интернет страница и социјалните мрежи, се користат и услугите на таксисти, автобусите на ЈСП, банки и хотели. Сепак, се чини дека е неопходно овој систем да се прошири. Ние сме имале до сега неколку случаи, за жал, да треба да го активираме од кога е воспоставен на крајот на минатата година системот, како механизам во различни обеми, да не речем. Имавме неколку возрастни лица, профили нивни на исчезнати, имавме неколку дојави за деца, кои што за среќа беа многу брзо најдени, па немаше потреба од широка аларм Амбер Алерт. Имавме еден Амбер Алерт кој што го покренавме во соработка со МВР и за странски државјанин кој беше исчезнан на територијата на Македонија, односно во пограничен дел, не се знаеше дали Македонија или Албанија. И имаме се уште во моментов и активни потраги по две исчезнати лица во Македонија, возрастни за жал. Кога се работи за возрастните лица, тоа може да бидат различни причини, дали е некоја здравствена причина, па лицето е дезориентирано и не може самото свесно да даде информации каде тргнало. Некогаш имаме лица кои што немаме информации зошто исчезнале, меѓутоа во соработка, како што реков, со МВР и со семејствата се обидуваме таа информација што е можно побрзо да ја споделиме на територијата на цела држава, бидејќи кога се работи за исчезнување никогаш не знаеме во кој правец лицето може да тргнало. И преку социјалните мрежи, како и она што викам на Safe City, сите еве хрватски Србија веќе тоа го имаат, на автопат одма се уклучуваат, кај возачите, киндапирано, грабнато дете, нестанато лице и така натака, значи мораме и ние тој дел малку да го појачаме се со цел граѓаните да бидат известени што се барат и ако некој нешто приметит, некој да се движи, па вие знаете нашиот осомничен за монструозното убиство на малата Вања во Турција беше пронајден на автопат како пешак, каде што е најстрого забрането на автопат да се движи пешак. Ме сваќате, значи сето тоа се многу битни елементи кои што на полицијата ја овозможуваат ефикасно таа настапа. Овој систем е многу добар и го поздравам што и нашата земја во овој момент работи на тој план за единствен видеонадзор, меѓутоа секако дека тој мора да биде надограден. Како професор по овие науки на безбедносните факултети, каде што предавав, значи секојаш велев дека мора да имаме и ние некои законски измени. Знаете, кај нас поставување јавни камери е регулирано од страна државата. Приватниот камери,
да кажеме, бутици, дуќани, кафани, ресторани, се многу повеќе во државата. Ние, кој каков квалитет, какво што сака, таква поставува. Нормално, ако има потреба со барање од обвинителот, со наредба, тие се одземат од страна на полициски службеник. Меѓутоа, мислам дека е многу добро, не само за ваквите случаи, туку и за борба со криминалот, е многу добро да имаме законски основ, минимален квалитет, тоа треба експертите да го кажат, колку мегапиксели би била фотографијата, со кој квалитет, за да може таа да биде искористена во секој поглед, на секој начин ќе биде многу добродојдена за истражната дејност на предистрагата или нормално доколку дојде до истрага. Ние се решивме за австрискиот механизам во кој што имаме во Австрија имаме сличен ваков систем, веб портал на кој што се објавуваат профили на исчезнати и возрастни лица и има таму многу успешни приказни, например, од ваквите случаи каде што лица кои што пред долги години исчезнале се нашле можеби информација, ако не самото лице, дека некаде во Европа биле видени, имало информација дека се живи и слично. Тоа, па дури и во случај кога, нели, за жал, исходот е негативен, односно лицето е најдено починато, е еден вид на некаква завршница за семејствата на исчезнатите, бидејќи добиваат некаква информација, некакво затворање на приказната. Неизвестноста е понекогаш можеби и најстрашното нешто во ваквите случаи. Системот Најдиме помага, иако предизвиците се големи, особено во руралните средини, каде потешко се шират информациите. На листата на МВР на исчезнати има и 6 деца. Понекој со години се трага, па веќе треба да се полнолетни. Од друга страна, интернет просторот носи нови ризици по децата. Децата се доста многу долго сега и на социјални мрежи, на телефоните, на лаптопите, и кога учат, меѓутоа и во слободното време. И тие предатори во онлайн просторот се секако уште еден дополнителен ризик на кој што треба сите многу да обрнеме внимание. Превенцијата е најважна, тоа се искуствата од сите држави во светот. Не сум сигурна дали се зголемува бројот, меѓутоа ризиците се големи, ризиците постојано растат во смисол на тоа дека нели, слободата на движење, меѓутоа и слободата на комуницирање, како што кажа, во тој онлайн простор ние на сите сега веќе поголема. Меѓутоа, тоа оди паралелно едно со друго. Ако ризиците растат, секогаш имаме механизми за превенција кои што паралелно со нив се развиваат, значи со секоја нова, да не речам, алатка за предаторите, имаме и нова алатка за превенција од нив, така што да, едукацијата е многу важна во тој домен, секако не само на децата, не само на родителите, едукацијата и на сите кои што работат во овој домен, независно дали се граѓански сектор, дали се институции, како што е МВР, ние сите треба да се едуцираме за можни нови закани, за да можеме превенцијата соодветно да ја поставиме и да ја примениме, да не дојде до случај на исчезнување. И Пивоваров и Ѓурчевски се луѓе со богато искуство и се сеќаваат и на други времиња, кога полицијата ги немала современите техники и алатки, но постоело нешто уште повредно – довербата на луѓето во системот. Полицијата велевме дека е народна полиција. Тогаш немавме вакви технички достигнувања кои се многу добри во откривачката дејност, но сепак она конекција помеѓу граѓаните и довербата која има голема во полицијата секојаш даваше изворедни резултати. Значи, тоа е таа конекција која мора да ја воспоставиме, таа доверба, пошто бидејќи гледам дека ја нема таа доверба помеѓу полицијата и граѓаните како што била некогаш. Иако тогаш беа само обични телеграми, фотографии, значи многу застарен систем на комуникација помеѓу органите и помеѓу соседните држави, а ефикасноста беше многу поголема. Денеска суштината е се ослонуваме на техника, таа е добродојдена во работата на органите, меѓутоа сепак факторот човек е многу битен
емпатијата која ќе се создаде кај инспекторот во делот да соживее со страдањата и боловите што ги доживува неговото семејство, поблиско, подалечно обкружување, значи е моментум. Ги немаме доволно присутни оние малски полициски службеници како на времето што имавме позорната служба, каде што граѓаните има на кого директно да се обраќат, може на секое место да го сретнат полицаецот и така натаму. Мислам дека тука треба да се направи значи зголемување на присуството на полицијата на терен заради блискоста со граѓаните, но мислам дека треба многу повише да се направи во рамките на Министерството за социјална работа, каде што се овие категории на лица, нели, што викаме со нарушено здравје и така натака, нели, лица со посебни потреби кои што примаат и материјална надокнада, нели, од Министерството, тамо треба да направиме многу поголеми реформи, подобра организација, нивно поголемо учество точно во овие потраги, во оваа потражна дејност, што е семејствата во ризик, она што го зборував, нели, семејства со во ризик, што викаме, значи каде што имаме семејно насилство, малтретирање на малолетни деца и така натака, значи сето тоа се води во Министерството за социјална работа и мислам дека овој проект Пронајдиме треба многу да го изажурираме. Од 1 ноември 1983 година, од кога датира најстариот случај на пријавено исчезнато лице, заклучно со ноември, вкупниот број на исчезнати надминува 400. Сепак, треба да се има предвид дека над 120 се луѓе од Непал, Бангладеш, Сирија и Египет кои дошле да работат кај нас, а потоа им се губи трага. Биле пријавени од работодавците. Во продолжение гледаме и неколку факти на оваа тема. Во Европа на годишно ниво исчезнуваат 600.000 луѓе, половината се деца. Од 1 ноември 1983 година, од кога се води најстариот случај на пријавено исчезнато лице, заклучно со 28 ноември 2024 година, вкупниот број на активни исчезнати лица во Република Северна Македонија на централно ниво изнесува 434 лица. Во вкупната бројка на исчезнати има 126 лица кои имале статус на вработени со привремена дозвола за престој. Ги пријавиле работодавците откако го напуштиле работното место. Од нив 100 се од Непал, 24 од Бангладеш, 1 од Сирија и 1 од Египет. Доколку некој лице исчезне, опратете се во најблиската полициска станица. Соработувајте со полицијата, дајте ги сите информации и обезбедете фотографија. Пријава за исчезнато лице може да поднесе семејството, родител-старател, одговорно лице од дом за деца без родители или старател од дом семејство каде е згрижено лицето. Во случај ако лицето не е згрижено во некој од погоре наведените случаи, исчезнувањето може да го пријави и близок роднина или друго лице кое го познава исчезнатиот. До следното издание на Само прашај, останете во добро здравје.